не треба да се брза со одговорот, бидејќи можеби официјално нас нема да ни стигне потврда, меѓутоа ќе има ослободување на македонските граѓани, така претпоставуваме. И, значи, ви сакал да кажам дека дезинформации се дека се ослободени српските туристи од ОЕС системот, бидејќи на официјалниот сајт на грчкото министерство нема никаква информација. Ова се мислам дека шпекулации со цел да се продават аранжманите на српските туристички агенции кои што имаат многу големи закупи во Грција за летово. Сведоци сме дека викендов 40 до 50.000 македонски граѓани помалку отпатува стандардно како што одат во Грција и ги посетија македонските туристички места како Охрид, како Дојран и другите дестинации, бидејќи овој удар, овој систем највеќе ќе ги удри туристите кои што одат за викенди, 2 или 3 дена. Автокамперите сите ќе се чекаат, нема да има проблем, значи они одат по 90 дена и за нив нема да има проблем. Но сите што имаат станови во Грција, отприлика околу 50 македонски граѓани имаат станови или куќи во Халкидики или во областа на Солун, и тие ќе се чекаат. Проблемот е за тие што си не планираат да одат на одмор, него одеа четврток недела. Тие туристи се засегнати највеќе со овој систем. И затоа, значи, би замолил за стрпение, нема, значи, официјален одговор од Грција, цела Европа е на нозе, и Италија, и Португалија, и Шпанија, сите гледаат како да го средат овој хаос што настанува денови на аеродромите и на сите други гранични премини на Европската Унија. И ја мислам дека позитивно ќе искочи целава ситуација, меѓутоа треба малку трпение и од македонските граѓани дека ова ќе се реши на позитивен начин и да не се подлега на шпекулации кои што стигаат дека некои други држави се ослободени. Нема врска, никој не е ослободен освен англиските туристи кои што носат голем девизен прилив на грчкото туристичко стопанство и нормално е, значи, околу 4,5 милиарди евра они носат прилив на Грција и нормално е да ги ослободат нив. Јас мислам и да не се потврди официјално дека ќе бидеме ослободени, во шпиц периодите грчките погранични власти ќе го суспендираат системот и ќе ги дозволуваат на македонските граѓани да поминуваат без ЕС контрола за да се избегнат сите овие гужви.